Денес пред влезот на ургентното одделение при јавната здравствена установа Борка Талевски Прилеп беше извршено примопредавање на амбулантно возило. Оваа донација е резултат на проектот овозможување на пристојни услови за живеење на ромската заедница во општина Прилеп, кој започна со имплементација во февруари 2021 година, а завршува во мај 2025. Градоначалникот Борче Јовчевски се заблагодари за донацијата и најави дека здравствените услуги за ромската заедница и во иднина ќе се подобруваат. Добар ден уште еднаш. Со огромно задоволство денеска ја примаме оваа донација, амбуланско возило за потребите како на нашата ромска заедница во населба Тризла, каде што во комуникација со општата болница Борка Талевски Прилеп, че има поквалитетна комуникација и обезбедување побрза здравствена заштита на сите наши сограѓани од таа населба. Благодарност за сите партнери кои што го дадоа максималниот својот придонес за реализирање на овој проект. Тоа е Челим, меѓународна организација Челим од Милано, Ромскиот ресурсен центар од Скопје и Ром Перспектив од Прилеп, кој што Ова болничко возило ќе се користи за потребите на болницата, но и за прегледи во населбата Тризла. Упремено е со сите потребни апарати. Болницата располага со 5 возила за потребите низ градот и 3 за транспорт на пациенти до Скопје, изјави Кире Бензовски, директор на болницата. Голема благодарност до наведените невладини организации Челико од Милано, Рома Перспектив од Прилеп, кои ни го донира ова амбулантно возило, кое ќе го користиме за потребите на болницата, но исто така ќе го користиме и за извршување на прегледи во населбата Тризла. Во договор со невладината организација ќе направиме некој скрининг, испитувања на социјално загрозените пациенти. Себахин Демировски, генерален менеджер на Ромскиот ресурсен центар, го образложи проектот каде се действува и работи за подобрување на условите за живот на ромското население. Денеска сме тука во Прилеп пред општата болница Борка Талевски да го донираме ова возило како една од активностите во рамките на проектот обезбедување на подобри услови за живење за ромската заедница во општина Прилеп. Овој проект се имплементира веќе 3,5 години и возилото, донирањето на возилото е една од активностите, како што спомнав. Ние работиме заедно со општина Прилеп, со општата болница, со колегите Челим од Милано и колегите од Рома Перспектив од Прилеп. Работиме долго време на подобрување на условите за живење, кое подразбира донесување на ДУП за целата ромска населба, легализирање на населбата, кое веќе ДУПот е поминат и на совет, понатака следува процесирање на деталниот урбанистички план, како што спомна и градоначалникот. Работиме и на легализација на бесправно изградени објекти на ромски семејства. Работиме на подобрување на вработливоста и поддршка со програми за вработување на млади и жени ромки. Дополнително работиме и на подобрување на образовниот статус кај децата роми со обезбедување на дополнителна туторска поддршка во основното образование на повеќе од 200 деца роми. Демировски изјави дека за време на COVID-19 истражување за ефектите врз ромската заедница на пандемијата покажало дека ромското население има слаб пристап до здравствени услуги. Во координација со општина Прилеп и јавната здравствена установа Борка Талевски Прилеп се донесол заклучок дека на Прилеп му е потребно дополнително амбулантно возило и нагласи дека ова не е обично транспортно возило, а мобилна клиника која ќе биде од големо значење за ромската заедница во Прилеп, која брои повеќе од 5000 жители.